Според СЈО застарува делото крајот на октомври. А одлуката се надевам брзо, апелациониот суд ќе ја донесе. Видовте дека они ги читаа жалбените наводи, ги презентираа жалбите, иако не беше присутна дел од одбраната. Беше присутна одбраната на обвинетиот Џоко Поповски, самиот Џоко Поповски, тие ги изложија и устно своите жалбени наводи. Сметам дека нема да им треба многу време, едно 5-6 дена за да ја објават. Однос на жалбата, евентуалната жалба до Врховниот суд, какви се околностите во овој случај, бидејќи станува збор за двајца обвинети? Груевски рече дека е можно казната да биде практично преиначена, односно намалена и на тој начин да му се овозможи правото да се жали до Врховниот суд. Сега пак ме навлекувате неговите коментари да ги коментирам. Каква е правната? Значи, доколку обвинителството не вложи жалба по однос на обвинетите и е задоволен од одлуката по однос и на висината на санкцијата за нивните действија кои што веќе во пресудата им изречени соодветна санкција, а меѓутоа доколку дојде до намалување на санкцијата затоа што тие имаат поднесено жалби и она како што слушнав вчера дека беше наведено под една година, точно е дека тој во таква ситуација не би имал право да поднесе вореден правен лек кој сепак се поднесува под специфични околности, едно таа и висината на санкцијата, односно висината на казната во овој случај, не на санкцијата. Меѓутоа, имајќи предвид дека казната спрема Ѓоко Поповски е многу повисока и тој има право да го поднесе сето тоа и не верувам дека доколку се реши судот само за один намалување на казната, затоа што и законски не може да иде испод 3 години за Ѓоко Поповски, значи тој би имал можност да си со вореден правен лек да бара од Врховниот суд да се произнесе по одредени негови наводи. Во тој случај, доколку таквите наводи држат и Врховниот суд утврди дека таквите наводи држат, а истите наводи би можеле да имаат и импликации и врз обвинетиот Никола Груевски, значи тој ќе укине пресудата и за него. Тоа е тоа правилото кое што постои, бенефициум кохезионес. Значи, меѓутоа, не верувам по таква ситуација, мислам дека по они аргументите кои што го изнесовме, дека првостепената пресуда ќе биде потврдена и дека ќе си имаат сите и воредни правни лекови да се ги вложат и двајцата обвинети. Значи, првото прашање по однос на поговорката што ја спомна обвинетиот Ѓоко, меѓутоа во овој случај и по коњот и по самарот е ударено, така да не мислам дека не држи во овој случај ова што го спомна, затоа што се офатени сите кои што се дел од целокупниот процес на набавката на возилото. Нема овде некој што не е офатен, може би на друго место да овде не. Не мислам за нашите обвинени. А од друга страна, прашањето беше за вештачењата, зошто е таа цена, имаат и они жалбен навод за висината на трошоците кои што се досудени за вештачењата. Во моментот кога јас си го спомнав и на јавната седница, во моментот кога се досеа наредби за вештачење од наша страна, односно кога се издадени и овие наредби, ние нормално дека најпрвин со домашни вештаци, односно домашни правни лица се консултиравме по односно тоа дали би можеле да го извршат овие вештачења, затоа што имаме ние доволно стручњаци од оваа област и од дома. Меѓутоа, во тоа време никој не се нафаќаше да изврши вештачење во СЈО. Ток се нафати една странска компанија која има своја подружница овде, своји вештаци кои што си имаат соодветни познавања, стручни лиценци. Сега цената за сето тоа си има своја. И тоа не е превисока цена, мислам дека околу 2000 евро се тие вештачења, 2500 евро, меѓутоа сепак се работи за странска компанија. Зошто го одбиваат вештаците? Значи, образложение затоа што тоа време постоеше страв да вештачиш за вакви предмети. Тоа е образложението кое што тогаш сите го даваа.